Објаснете ми ја деловничката одредба според која вие прифаќате 12 амандмани, а другите 2400 и нешто не ги прифаќате. Значи, истата е. Можам да поднесувам на член кој што е дополнет и од каде сега член 40. Член 157. Сме поднеле на член 157. Зошто за тој член не важи? Еве. Така да, навик. Сме поднеле за друг член. Кој е тој друг член? Еве, сме поднеле за член 9. Каде се тие за член 9? Еве ги. Како сега? Талјат Џафери кажува кој ќе биде, кој нема да биде. По член 156, тој е должен да ги препрати. Каде се препратени амандманите? Еве дупло, намерно ги земавме дупло, со датум од 17.11. Оти знаевме дека ова ќе биде. Значи имаме докази дека се поднесени. Ова е кривично дело што го правите. За ова ќе одите во затвор. Ти, Талјат Џафери, за ова ќе одиш во затвор. Условот на левица ќе биде ти да одиш во затвор за која идна влада за ова што прави. Еве го член 9. Кој друг член сакате? Членот, кој друг член? Членот 14. Каде е тој член? Од каде рипнавте на член 40? Еве го членот 14. Чи не се ова глупости? Кога ви одговара вас, важи филибастерот? За Алијанса за државјанствата цел парламент важеше филибастерот? За левица не важи. Не може така веќе преку, ајде да не кажам преку што сте дојде. Не може. Сакате бал, ќе добиете бал со европско знаменце. Не може да тргате амандмани на пратеник. Тоа е уставно право на пратеник. Не смеете да тргате амандман на пратеник. Не смеете да тргате амандман на пратеник. Може да ги групирате, може се да правите, но ќе се гласа за сите 2500 амандмани. Тоа е уставно право на пратеник и како такво ние имаме обврска да го браниме. Уставот ни дава право да го браниме, вие не сте над уставот, ни Талјат Џафери не е над уставот. Можеше джентълменски се да се реши, имаше добра волја, сакате да ескалирате. Еве ви ескалирате. Еве ви ескалирате. Еве ви ескалирате. Значи, барам седмицата да биде прекината пред да продолжите со ескалација. Ви благодарам. Врз основа на член 156 став 7 од деловникот, само поднесителот на амандманот може да даде образложение и да говори по амандманот во траење од 3 минути. Го повикувам подносителот на амандманот, доколку сака да даде образложение или да говори по амандманот, да земе збор. Има збор претеникот Димитар Апасиев, повелете. Ве повикав, ви дадох збор за амандманите кои што пред малку ги прочитав. Така е согласно деловникот, треба да се произнесете по вашиот амандман. Тоа се ваши амандмани. Имате 3 минути, бидејќи предлагачот не ви го прифати амандманот, имате право 3 минути да го образложите, повелете. Не можете 12 кои вас ви се чинат. Зошто 12? Зошто не 13? Зошто не 15? Зошто не 20? Образложение имате ли некакво? Немате образложение. Немате никакво образложение. Значи, прекинете ја седницата. Прекинете ја седницата пред да ескалира. Одете кај знаете, ама прекинете ја седницата. Значи, прекинете ја седницата затоа што нема деловнички услови да биде отворена оваа точка. Преку главани од шверцерати, цел мандат правите само шверцерати. Во идниот граѓани, да знаете, уште 10 пати повеќе ќе прават затоа што сите ќе бидат знаменца, со европско знаменце сите закони. А овие подлици од ВМРО дека што седат, да знаете дека тие се тие кои да го договорија.
Сите нив им се лижат мислејќи дека они влада ќе прават, дури и дуи. И затоа овие други ќе бидете излизгани. Така да не знам зашто да се произнесам, бидејќи не сте ми доставиле материјал. Не знам, еве не знам зашто се изнес и не знам како да се произнесам по амандманов. Не знам. Еве кажете ми кој е тој амандман, бидејќи 2500 се архивирани со приемно бројче со све. Не знам. Констатирам дека претресот по амандманот е завршен.